програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва имам гостин во емисија, човек кој не го познавам, човек кој многу малку знам за неговата кариера, не дека не можев да се подготвам, напротив, ми остави многу убав впечаток кога се договаравме да го поканам во емисија, откако го видов неговиот настап на една друга телевизија и се решив, викам, овој човек има капацитет да каже нешто повеќе. Крста Јовановски, актер. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко. Ке ми простиш, ја можев да направам некој истражување, све да дознам за тебе и да зборам за твоите награди, живот и дело и така натаму, но ми беше драго да останам вака табула раза, да те запознам низ емисија, гледаш, веќе не те ни персирам. И не треба. Те гледав на една друга телевизија во една дебатна емисија и ми остави позитивен впечаток. Таму повеќе се говореше за политика. Сепак, ти си актер. Ме интересира малце за пред да почнем, бидејќи имаме доволно време, ќе збориме и за политика, бидејќи ти си активист и на и во ГДОМ. Така што Повремено. ти си знаеш. Така што ме интересира малку повеќе за твојата актерска кариера. Прво, кое годиште си? А не сум во цветот на младоста, ама не сум ни престарен. 60-та година сум роден, 13 март, во Велес, во грудната болница, така наречена. Грудна болница. Така се викаше на времето, од татко Бранко Јовановски од Богомила, од мајка македонка Јорданова Јовановска, од Којник. Така да Богомила и Којник од Велес кои ќе се спојат, знаете, нели, кои се представници од Богомила, кој е представник од Велес од Којник, така да Сега ќе почнем да се крстам. од прилика знаете кој сум по ген. Сега све ми е јасно, пошто жена ми е велешко-струмичка комбинација. Во Струмица работев, не знам, прилика на нештото, така беше. Горд сум на мојот период што сум работел во Струмица, Јанко. 27 години работев таму. Во Струмичкиот театар. Значи, после снимањето на Белото циганче, 84 година, октомври негде, кај јас отидов во Струмица да работам. Мислејќи дека ќе поработам еден извесен период, оти млад, па после, не знам, ќе релативно млад, со 24 години отидов таму. Но ми се допадна некако и така натаму, после се ожени многу рано, на 25 години, на 26 имав ќерка, ја со жена ми заедно. На 27 и нешто отидов во војска, бидејќи не можев повеќе да одлагам. На 28 се вратив и продолжи мојата кариера во Струмички театар, каде имам одиграно негдека над, заедно со сега веќе 5 години овде колку сум во Скопје, во театар комедија, мене над 130 улоги. Тоа е една голема бројка. Но, бидејќи работев долги години во Струмица, тие мали театри, Јанко Струмички, не знам, Штипски и така натаму, многу малку се застапени вака во јавноста, што и да сум направил, се некако било кога чуено, кога недочуено, разбрано, недоразбрано и така натаму, и сум волел многу маки за меѓутоа никогаш не ме напуштила желбата за работа и за творење. Многу пати знам да кажам дека тие помали градчиња знаат од луѓето да направат, како се вика, провинцијалец, некаков, иако во римско време провинција знаела огромен простор, огромна, нели, територија. Ние сега вака ги викаме као помалите градчиња провинции. Но провинцијалец исто не е лошо да бидеш, но во позитивна смисла на зборот. Никогаш не сум рекол не, што се однесува во театар, секогаш сум работел се, до максимум, онолку колку што сум можел, знаел, имел. Еден период се занимава во Струмица и со работа на представи, барајќи млади таленти да можеме да пуштиме на академија, по школите правев представи. Добивавме многу награди во
Тогаш беше огромен одзивот на некои регионални смотри, па после одевме во Кочани и така натаму. Неколку пати добив награда на тие аматерски смотри и прв пат кога се случи тој фестивал на аматерски алтернативни театри се прекрсти и јас сум првиот победник практично. Техничко-технолошкиот училишен центар во Струмица, Никола Карев, едно средно училиште, добивме наградата. Инаку тоа училиште важеше за каубојско училиште таму во Струмица, наспроти гимназијата Јане Сандански, која важи за една и ден денес од најпрестижните гимназии во нашата држава, кој има дадено многу математичари и така натаму, познати луѓе во. А ваму што даваше каубојци? Овде каубојци и можеби и тоа беше и причината да отидам таму да почнам да правам представи, за да покажам дека сите луѓе можат да работат. Много битно е факторот човек одлучува колку некој ќе почне да работи, а колку некој ќе, мислам, нема да работи. Така да постигнавме големи успеси и работи се до 2011 година, кога решив да дојдам, нели, во Скопје. Иначе од периодот од 2000-та до 2002... Со цела фамилија си овде кај сега? Да, ја од 2000-та до 2002 бев директор на Струмичкиот театар. Пред 2000-та почнав. Значи негде 2,5 години. Постигнавме доста успеси. Донесов доста млади, што туку завршени студенти да продолжат да работат таму, но тогаш се уште немаше вработување, ги плаќавме така. И тоа така остана. И инаку јас сум познат по многуте почетоци. Мене животот ми направил многу сопки, Јанко. Меѓутоа јас секогаш сум станувал и сум одел напред. За мене назад не постои. Тоа значи јас сум од Велес, дојдов во Скопје, земав стипендија додека студирав на академија, 79-та се запишав. Земав стипендија од Штип, сите очекуваа од Штип, јас отидов во Струмица, почнав од нула. И жена ми од Велес, јас таму никого не познавав практично. Немам роднини. После се наплодија и пријатели, некои другари и така натаму. И сега па од почеток во Скопје, веќе 5 години, до август 5, 4 години сум во театар комедија, пресреќен, презадоволен, желем за работа. Мислам дека свежината што ја носам како човек пред се должи на мојата желба да работам. Сум работел во животот многу нешто за да опстане мојата фамилија, за да постоиме како такви, да не ми се распадне фамилијата, бидејќи ја и на таа телевизија кај што бев спомнав дека сум традиционалист во принцип. Многу полагам на фамилијата, многу полагам на она што се вика родител, родителка, деца. Да создадеме здраво семејство, здрава фамилија, која е пак основна клетка, нели, за едно општество, да биде здраво. Во секој момент се залагам за тоа, а секој оној кој ќе се дрзне тоа да го уништи, за мене е непријател на општеството, непријател на државата, каде што е тако. Добро, извини што ќе те прекинам. Обично актерите имаат полиберални гледања, затоа што нивните улоги бараат од нив да експериментираат со многу аспекти на човековата природа. Со сексуалноста, со подсвеста, со влегувате во улоги, не те прашува приватно дали сакаш, едноставно професионално идеш, нели? Може ќе глумиш жена, ќе глумиш маж, ќе глумиш животно, ќе експериментираш едно друго. И обично актерите и ширум светот се со многу широки либерални сваќања и полесно го прифаќаат она што либералите го пропагираат и така натаму, одошто да се задржуваат кон традиционалните вредности. Како го изговарам ова, сам себе се, нели, затоа што ако ги земи едни од светски најпознатите Бранџелина, кои, се наметнаа во светот со традиционални вредности и што сите ги чуди како едни такви луѓе, кои све што поминале, семејство, деца, да биде пред се таква вредност. Од кај ти се изродија? Таков сум создаден, Јанко. Ја потекнувам од таква фамилија, работничко семејство. Дедо ми покојник Крсте, на кого јас го носам името и многу сум горд од Богомила. Од мали нозе, јас секој летен и зимски распуст го поминував во Богомила да се спојам со природата, бидејќи дедо ми Крсте беше многу мудар човек. Многу работи научив од него како дете, кои ден денес ги памтам, а верувајте ми, многу памтам, имам една мана од детство.
Тоа ми е мана, дека памтам. И практично со него растев, со сите оние придобивки кои ги нуди природата, со сите оние придобивки кои ги нуди запознавањето на животот во правата смисла на зборот. Значи, јас таму си од сето мое детство, кога човекот, кога детето е најподложно, најљубопитно да ги осознае сите нешта, ги осознавав таму, нели, преку годината додека одев на училиште, го осознавав во Велес, инаку ќе ти кажам, почнав со 5,5 години на училиште. Знаев. Па не знам како да кажем, имав желба, многу желба имав. Не, јас сакав дома. Знаев да читам, да пишувам, да делам, да множам, да вадам, да собирам, природа и општество знаев и кога почнав со 5,5 години прво деление ми беше досадно. Често пати знаев да си одам од час, бидејќи пишувавме коси линии, полжавчиња и така натаму. Оние што сте моја генерација знаат во тие буквари како ги изучувавме, големата буква, печатна А, малата и така натаму. И ако бев можеби тогаш син на некој од тие функционери, директно трето ќе бев јас. Не знам. Сега тоа нормално, после со тек на времето си доаѓаат некои нешта на свое место. Во принцип, човек сум, Јанко, кога сакам нешто да научам, кога сакам нешто да осознам, кога сакам нешто да совладам, во состојба сум месец, два или не знам таму три колку треба да се затворам негдека, се додека не ги осознам работите, не излегувам. Значи, апропо прашањето кое ми постави предмалку за фамилијата и за нашата професија. Во нашата професија, кога треба да бидеш некој друг, кога треба да бидеш нешто поинакво од она што си, тоа е чуден некој феномен кој се случува во нас самите актери. Јас доаѓам еден на проба, но се зависи, нели, кога во текот на пробите се создава оној живот друг кој треба, нели, да го прикажеме во самата представа, било како метафора, било како идеја, било како критика на општествените прилики, било како некој абсурд, било како некоја гротеска или персифлажа и така натаму, комедија, трагедија, драма. Секогаш сме се водели од принципот, барем јас, дека секогаш ликот кој го играш прво ти треба да личиш на него, за полека тој да почне да личи на тебе. Се она што бара режисерот не мора да значи дека и треба да го исполниш. Некогаш режисерите бараат да направиш нешто повеќе како атракција. Ако негдека представата не е баш најдобра, па ќе направиме нешто можда голотија или нешто слично, апропо, за да се продава повеќе. Така да, тоа се вика лар пур лар, да, па југословенските сите. Него тоаш немаш, тој уметност заради уметност. Во таква една состојба не можеш да твориш, тогаш можеш само нешто друго да правиш. Но спремни сме на секакви жртви, доколку уметничкиот чин како представа на крајот, да дадеме се од нас што треба, нели, за да може тоа да предизвика внимание кај публиката, на крај крајшта за публиката, да правиме представата. Сакам да те прашам, кога почна да ни раскажуваш за себе, почна од снимањето на Белото циганче. Белото циганче или Волшебното самарче? Не, Волшебното самарче јас бев исто малку. И уште не бев на академија. Белото циганче го снимавме, јас го играв ликот на Базел. Еден човек што јава коњи, препродава. Значи, во кај ромите тие такви џамбази постојат. И еден таков лик играв таму, тој е многу добар лик, напишан од Видое Подгорец. А бидејќи јас во селото кај што живеев, мислам кај што одев летен и зимски распуст, јававме коњи многу. Не знам дали сме само, извини, не знам дали сме коректни, смееме да го кажеме, пошто денеска, знаеш, белото ромче треба да го кажеме. Па јас затоа реков ромска заедница. Ако одиме до тоа. Мислам, види, татко ми покони, знаеш што викаше Јанко? Кажи. Вели, тој велеше често пати, наречи ме како сакаш, само немој да ме удриш од земја и да ме скршиш. Мене не ми смета како ќе ме наречиш. Значи, збориме за серијата 84-та година. Да, јас во која игра Илија да, Ѓувалековски, да. Снежана Стаменска, Кирил Андоновски. И јас. И многу други, мислам, имаше од многу театри, Ацо Алексов покојни ја режираше, тој имаше обичај, Ацо Алексов покојни, Богдане. Тој имаше обичај кога снимаше такви серии или некои ете и Шути и Рогати, мислам дека тој работеше од цела Македонија, од сите театри да вика глумци. Повеќе или помалку да бидат нели внатре за
да бидат во самата серија или филмот или драма или што има се работено во македонската телевизија, тој таму беше режисер, иначе тој е еден од првите наши дипломирани академци, има завршена академија во Белград, заедно е генерација. Крсте Јовановски, Базел, 7 епизоди си играл. Да. Беа планирани 6, меѓутоа направија 7, бидејќи се сними повеќе материјал. Имаш импресивно вака кога ќе видам CV? Да, твоето CV на IMDb го гледам твоето CV, тоа е моје освен Белото циганче си глумел во Прашина на Милча. За мене е еден од најдобрите филмови негови, дефинитивно. Таму не знам дали ќе ме препознаат во тој филм, како сум. Види, таму играв еден истрижен скрос, овде имав еден перчин, јавав некој конј, некои белези. Еден од тие недефинирани луѓе кои доаѓаат од негде, напаѓаат, таму не оти знаат зошто го напаѓаат, зошто напаѓаат, единствено само заради некаква финансиска подкрепа, вајда, така нешто. Ние бевме од бандата на тој Дейвид Венам, австралискиот актер, и ги напаѓавме комитите таму кај што беше Владо Јовановски, го играше Даскалот и така натаму. И после и мене ме убиваат во филмот. А и Вампирџија. И Вампирџија, и Vampire Hunter. Повеќе имам, не знам, ја не водам многу евиденција, Јанко, тоа моите деца нешто ставаат на ова, каде што ти сега читаш, колку тие можат. Горан Тринчевски, Владимир Плавевски и така. Да. Зашо ги забораваш работија? Не, викаш дека ништо не забораваш. Не водам евиденција. Не сум ги заборавил, него не водам евиденција во таа смисла. Ја минатата година правев 30 години од театар. Во мојот матичен театар имавме представа, после представата ги повикав моите колеги, млади дечки, некои... Рече, може компјутерот да прикажеме само по повод 30 години од на сцена. Да. Океј. И ме праша, ете, 30 години, како помина? И прво мислев дека едно стереотипно прашање. Па стереотипно е. Во истиот момент се подзамислив, јас не можев што да им кажам. Затоа што некако вака ми помина. Така. Welcome to the club. И сега кое е искуството кое го носиш за да го пренесеш? Ајде сега приказки. Одеднаш се фатив дека толку сум бил исполнет со работа што не знам што да им кажам како сум го поминал сето тоа. Истото им го посакувам и нив. Бидејќи во мојот театар сега во комедија се претежно млади луѓе, 24, 25, 6 години, сите се прекрасни се. Многу ми се интересни луѓе вака што ќе зацепаат 30 години кариера и после како помина исто зборите како со родители кога ќе дојде време за женење на децата. Како помина? Морган Фриман во една научно популарна емисија истражуваше, Through the Wormhole, века времето тече 1:2 помеѓу 15 годишник и 60 годишник. Значи, 1 час на 15 годишник му поминува дупло побавно од што тебе. Да. И тоа, вика, иде прогресивно. Значи, перцепцијата на времето. Така што и човек па кога е фокусиран и кога нема многу здодевност, што е една од, меланхолијата и здодевноста е една од најубиствените работи кај човекот, кој го носи во блуд, разврат и забегување крајно, кога е фокусиран, тогаш времето има поинаква форма и затоа кога ќе застанеш тоа првата рачна, 30 години имам, не ме зе. Исто јако пред некој ден кога ми рекоа, абе Јанко, ти имаш вика преку 2000 емисии, 17 години кариера. И сега? Абе, ајде, не ме зезај. Видиме, немам уште бели влакни, кога се гледам во огледало, овдека снег паднало. Мене ми се допаѓаш, имам вака. Да. Фино ми е вака. Има некои се фарбаат. Време е некоја улога, така. Па еве ваков бев сега завршив кај Блажевски еден филм, таков требаше да бидам во представата на... Што снимаш? Филм Блажевски, кај Владимир Блажевски, 7 дена колку снимавме, Слобода или смрт се вика еден филм, интересна, гротеска.
Ја мислам дека ќе биде барем од она што го видов, што го снимивме во овој период сега. Модерен, историски... Па модерен, меѓутоа мене ме потсети многу, јас баш и му реков на Владимир, на дискретниот шарм на буржуазијата на Буњуел, мене ме потсети од кадрите кои ги имавме таму, Браво. на Фелини, на Амаркорд, многу е интересно, барем Браво. ова што го видов во тоа јас кај што бев. Браво. Многу ми се допадна каква е фотографијата и како е сето она што е снимено. И се надевам дека ќе продолжат така и кога ќе се измонтира, тоа ќе биде еден од, мислам дека ќе биде еден од подобрите наши филмови. Се надевам. Викаш, кога говориш за себе, за својата кариера, но време викаш, за да ја одржам фамилијата, работев се и се што. Сакаш да кажеш дека не си работел само како актер цело време? Да. И се обично кој ќе речат, па добро, не бев само актер, работев друго и обично актерите ќе фатат некоја тезга на телевизија, вака водители, во Струмица или нема. или ќе синхронизираат нешто и обично тоа е нешто што одскокнува, да речеме, од штиците кои живот значат. Јанко, кога дојдов во емисија, знаев јас дека сакам гледачите да ми веруваат дека ова што се случува сега како разговор е стварно спонтан и недоговорен. Меѓутоа, тоа беше една моја интимна желба да се представам на публиката или на гледачите или на луѓето. Сум поменал многу во мојот живот. За ништо не жалам, не ми е криво. Во Струмица возев и такси. 5 години добри. Одев до Бугарија додека уште уриетот нели траеше. Што е тоа уриетот? Па, анархија некоја, нели, немаше закони, се тоа беше вака, можеш да одиш да купиш кашкавал, да го препродадеш овде, немаше данок, немаше ова. Шверц збориме нешто. почеток 2000-та година? Да. Така? Па едно време, еден пријател, без да го знам овде код Скопје, ми понуди 3 години продавав кафе во Струмица, ми даваше тој ме, како се вика, ме финансираше со кафе, јас код кој ќе го продадев, му го враќав. Монтирав регали, спалник, не знам, по куќи, за да заработам, нели, да не пропаднам, жена ми не работеше, 2 деца. Ох, што се ни неам работено. Во Грција одев, работев градежна работа, шалување, исклучиво шалување. Појма немав од тоа, него и тоа го Добре, научив. Крсте, звучиш код Джек Лондон, да се расплачеме овде като... Не треба да се расплачеме, сакам да кажам дека мене животот ми е... Со тонот на гласот, со све, ова е толку си траорен, толку... Не сум траурен, напротив. Тоа ти викаш, ја ти кажувам си. Не, игра на зборови. Многу си сериозен, многу тешо. не, Ние тика со фино. партизаните, Игмански марш, па не знам, па Тито кога рече, па преку да го направиме Сутјес, ова па малку, да го Неретва. направиме кораб малку вака. Па не знам како да го направиме. Дај ми тоа ноце. Фала. Нико седи, не. Ова, значи сум работел се и се, што и со една цел, нели, да ја одржам фамилијата, за да не останеме на маргините и така натаму. Не се срамам јас од тоа, не ми е криво, не ми е жал, сам сум направил некакви грешки во животот, сум се задолжил некакви кредити кај банки, па морав да ги вратам. Значи, Типичен македонец. та сега македонци, сегде дека има такви како мене, Јанко. Само поинаку се викаат и можеби поинаку се облекуваат. Ја многу пати сум рекол, кога луѓето ќе почнат голи да одат, скроз голи, нема да знаеме ние кој каков сталеше и така натаму. Кажи ми, кои представи ти оставија впечаток? Кон што гравитираш? Што ти е афинитет? Каде си најкомотен? Јас во Струмица играв претежно драми и трагедии или некаков херој или реков дека си ослободител. некоја трагедија, не. Да. Тако сум јас, мене И сега кога дојдов овде во комедија, јас се преродив. Ја не знаев дека можам да бидам и смешен актер. Ти си смешен? Да. Кој те ви зема тебе како? Па немам појма, ете, таму ме викаат режисери, па и публика се смее. Што збориш? Сериозно зборам. Која е таа представа што Тоа се е уште смеат на подобро, тебе? значи јас знам и трансформации да правам. Ај, ќе ти дојдам на представа дојде. да видам. Која треба да ја гледам? Од септември здравје ние имаме многу представи, имаме која сакате гледате, значи. Не, кажи ми која. Која Таму- сакате, таму значи? риби, ако За сакаш. секого по една, многу врева за ништо, вардарски пастови. Значи која сакате? Која сакате? Која, вардарски? Пастови. Пастови. Да, имаме ние Таа многу. ја сме. зборат многу доста. Да. Зашто Многу се е смешно. смееш?
Многу е смешно. Зашто е смешно? Затоа што и јас се смеам цело време, Јанко, додека трае представата. Дали Зашто се смееш? Смешно е стварно. А што е смешно представата? Смешна е судбината на луѓето, стануваат од ништо, од луѓе кои сакаат да се вработат, негдека не знам, нема каде огласи читаат, ништо не им се допаѓа и одеднаш им светнува да бидат стрипери. И на крајот стануваат стрипери. Стриптиз играат. Да, па мислам, едно 6-7 минути има некоја точка за Аха. стриптиз, интересна е баш. Како за кого? Публиката урла, мислам, овие млади дечки се толку добри внатре, јас сум некаков, ајде, газда на некој кафиќ, каде што се овие инвентар по цел ден, како има како своји деца. Јелена игра во представата. Ти играш мојата улога. На некој начин. И со нив комуницира, ги брани ако ги тепа некој, ако ги кара, таков сум ја еден разбаcan тип од времето. Значи ти немаш стриптиз. Нека, јас немам, не смеам да имам, јас се занимавам со други работи. Да, ние со небесата, со комуникација со космосот имаме. Па така од прилика, Јанко. Стварно, навистина, театар комедија направи последниве години представи кои навистина се зборат, посетени се, тоа што е една од најубавите работи, што се посетени и тоа публика иде да се забавува, не она трендовска публика, ај сега ќе созрцуваме и ќе прелестуваме во уметноста и ово она. Не, идам да се забавувам и тоа прилично успешно испадна. Вистински потек е што се отвори театар комедија, Јанко. Јас мислам дека Министерството за култура имаше одличен сенс за тоа. А тоа го покажуваат овие последни 2,5 години, да не речем 3, ние сме во државата театар со најмногу продадени билети. Јас Има не знам дали има сите заедно толку продадени колку ние што имаме. Има процент, имате нешто? Не, тоа се оди во касата, бидејќи нашата директорка Јелена од друга страна не бара многу пари од Министерството за култура. Голем дел од трошоците кои се Морам да кажам честитки до Јелена Жугич. Изворедно си ја, значи, толку добро се најде и во менаџирање на цела ова работа и тоа што имам видено од представи, навистина, секој е чест. Јанко, ние комуналиите ги плаќаме сами, тоа значи вода, струја, парно и така натаму, одржување. А затоа Бети кој ќе ја види Јелена, кај си? Јас сега скоро, баш на таа тема кога разговарав, ние како театар сме спремни во овој момент еден некој од тие нашите поголеми, помојни бизнисмени да не купи и да не направи приватен театар. И ќе има корист. Па еве, верувајте ми. За 250 евра реклама банер овде како именува емисија, пошто ви видите пара. Не, ово кажам најсериозно. Не е многу, може. Да, ќе кажам на Јелена. Нешто ќе компензираме, знаеш, следи она сега, ќе да видиме. Не знам, има гола месечина фестивал. Вечерва гостува на фестивалот Театар за деца и младинци со представа, мислам дека е таму, бидејќи нели оснивачи сме ние на гола месечина. Одма Твитер ќе и пратиме, она. Па се надевам дека гледам, има ова технологија, нема проблем се. Сега си овде, после си таму, не мислам не знаеш кај. Чудо, мирикал. Да. Не знам што друго да ти кажам, Јанко. Значи комедијава Ептен ти легна онака баш... Ми заспа. Не само што ми легна, ми заспа. И сега оние пориви да бидеш карактерен. Се надевам дека ќе одиграм некоја таква улога во догледно време. Не знам, во мојот театар сигурно не, можеби како гости негде. Уште официјално имам уште 8 години до пензија, ако продолжам до 67 според законот, ако не се смени, значи имам уште 11. Во тие години се надевам дека ќе одиграм уште едно 2 или 3 драмски улоги, каде што нели ќе играм улога на некој човек кој е на возраст како мене. Што би сакал да одиграш? Па има многу. Пред да се пензионираш. Јас често пати викам Титан Дроник, сакам да го одиграм, не знам, Иванов, сакам да го одиграм Џо Келер, сите мои синови и така натаму, некои такви габаритни улоги, каде што треба да покажеш не само убаво зборување, не нешто друго. Кој Иванов е? Председателот сакаш да го играш? Не, Иванов од Чехов. Знам. Да подпишеш аболиција. Сакам, бидејќи кога Ристо Шишков покојниот играше Иванов, јас го гледав. Ристо Шишков комшија ми беше. Тоа беше една, мако не и последна улога негова, пред да замине во
во нашиот, нели, преднековиот дух да отиде таму и еве сега е овде присутен бидејќи го спомнуваме. Секако и син му. Да, Васа. Они се представници на македонската трагедија, на кодошлокот и злобата на некои луѓе кои Јанко. злоупотребија добротата на македонскиот народ. Океј, не ти давам да ми идеш. Гледам, многу лесно ми идеш у траурност, ќе те пуштам во вториот дел од Не, во емисијата. траурност. Ако сакаш виц да ми кажеш, можеш некоја анекдота, ама не те пуштам сега уште. Затоа што во вториот дел ќе ти дадам Можност да продискутираме. Да, гледам нешто, бидејќи не можам многу да исчепкам од тебе за театар, комедија, одека обично актери кои доаѓаат море се Знаеш како ви кажат, кога некој производ нешто слабо се троши, па удри реклами, па кога ќе го видиш 10 пати на телевизија од текот на денот или 15, па ајде ќе речеш да го купам. Театар, комедија сам по себе бренд. Ние веќе имаме кај нас да идат да рекламираат. И ако го фалам уште толку, па да, ако уште го фалам, мислам... Кога работев у маркетинг и викаме викам реклама за жолта ракија. Зашто? Што ќе ти да рекламираш жолта ракија? Жолта Сите ја ракија. знаат. Ама ќе се продава поише. Бе, толку се продава, све Во се Струмица продава. на времето имаше еден актер покоен Стојан Гогов. Кого јас многу го почитував, тој беше еден од тие бардови и Александар Думов. Тие никогаш не завршиле академија. Така глумци. Тој бил кондураџија, овој бил цревар, но одлични актери. Тој имаше во дворот дудинки од тие големите бели и правеше домашна мастика. Една од најубавите, ако не и најубава мастика која јас ја имам пробана. Не е тоа дудовача? Дудинка, ама мастика. Дудинка, ама мастика. Најубава. Ја ставаше онаа тревата анасонот. Најубава. И Анастони Сакас и мед го мачкаат, нели казано. Тоа е една традиција и тајна која многу ретко ти ја кажуваат луѓето. И мислам дека тие струмички мајстори, не знам колку успеја да ја пренесат таа тајна на помладите, за да прават таква убава домашна. Ова индустријска не е тоа баш. Па, индустријска е. Да. А ова како викаш? Мачкаат со мед. Да, и казано со мед, Казано. пукуваат, таму сака специјално од Грција, од кај го набавуваат заради вкус. Ако се вари од ова, ако се вари мастика се вари нели од ракија веќе сварена од обична грозје. ракија. И ако Мозова. ставиш во казанот, да речеме 20 литра или 30 колку збира ракија, од неја ќе излезе на пола мастика. Значи 20 кила ракија ставаш, 10 кила мастика да излезе, затоа и поскапа е. Веќе почнеме штрека и јетра. Што беше поентата со тие двајца актери? Па ги спомнав така заради ракијата, бидејќи тој ја правеше и така натаму. А сега и беа одлични актери, а нема Имаше има ти се ентузијазм. преклупи О? некогаш некоја улога, нешто? Не, со нив? јас сум среќен само што играв со нив, кога отидов во Струмица и Која набрзо година, до после. која година беше во Струмички театар? Од 84 октомври до август неде 2011. Знаеш ли која представа единствено во Македонија се разбра за Струмички театар? Знам. Знаеш? Евангелие по Јуда. Сакаш да ти кажам нешто за тоа? Не знам. Ти сакаш ли да ми кажеш? Тоа беше една, не знам, една чудна работа. Таму играше Тони Михајловски, таму играше Васил Шишков, таму играше, како гости беа сите тие, и Мину Угриновска. И за време на таа представа, таа после почина, сообраќајка направи. Да. Тоа ми е единствената представа во мојот живот која јас ја играв на некој начин под принуда. Додека надвор нашите гледачи или публиката во Струмица не ќеше да играме представата, поттикнати од поповите, од нели свештените лица, и надвор сите држеа свеќи, можда имаше 3-4 луѓе, не знам, тоа плато беше преполно со луѓе. Ние внатре моравме да ја играме представата за да задоволиме некои, не знам, критериуми, не знам. Тогаш министер беше, мислам, Ѓунер Исмаил, него му беше во ред тоа. Кога ќе земеш, театарот од секогаш имал такви некакви проблеми, знаеш. Јас ова го кажувам бидејќи бев тогаш принуден да играм представа со сила на некој начин, против оние кои цело време ме гледаат. Значи, тие ја не ќе ја представат.
луѓето кои сите представи други ги гледале. Имаше во представата исто публика, но Белкита и не се плашеше толку или не знам беше послободна или полиберална и така натаму и така натаму. Чудна представа беше таа. Се одигра еднаш, два пати, мислам, и така нешто. Јас го играв Кајафа таму. Предателот на некој начин на Исус. Не ми е баш во добро сеќавање таа представа, Јанко. Не би сакал многу да зборувам. Јас сакам да ги спомнувам тие работи затоа што контроверзата е убава и интересна и барем мене не тера малце да се фокусираме и да се размислиме. Така што колку што штета, толку и корист се направи. Од една страна сигурно таа не ја разнебити црквата, но од друга страна ги обедени верниците да си го кажат ставот и мислењето. Ако денеска шарениве можат со кондоми да маваат по институции затоа што не им се свиѓа, беа сатанизирани еден куп народ кои имаа нешто против, бидејќи нивните религиозни чувства беа навредени. Знаеш, и ако никој не ја спречи представата, дали ве тепа? Не. Не. Дали ви спречуваа да влезете? На некој начин, но ние отидовме порано, меѓутоа оваа публика која сакаше да влезе внатре, мимо овие кои беа надвор, беше плукана, навредувана, извикувана, isвиркана и така. Некои повеќе беа вербални навреди отколку да некој да стане или да тепа или да руши или да крши и така натаму. Тој што пцуел и плукал, сигурно верник не бил. Се едно, нели, понекогаш човекот заборава на онак што се вели верник, па оди по линија на помал отпор, па употребува некакви вулгаризми, кои од друга страна мисли дека го задоволуваат моменталниот негов набој негативен во поглед на тоа, но во суштина не е тоа што би требало да знаеш до каде е нивото, затоа што во следниот разговор ќе треба да ми даеш добри одговори. Како активист на ГДОМ, заради кој те поканив. Се надевам дека ќе одиме со првиот блок реклами, а тоа што ќе те прашаме, до каде е нивото на толеранција на обичниот човек да толерира некому нешто на било каков начин, како што бараат денеска да се изразуваат, а тогаш, нели, бевме сите ние што бевме од црква и денеска сме ретроградни, назадни, не дозволуваме да оди напред општеството и така натаму, и кој ќе си го кажеме ставот, тоа е ужас и стравата. А денеска го имаме ова што ни се случува. Ова е прогресивност. Но за ова ќе ми одговориш веднаш по рекламите. Добро. Што те натера да се активираш во ГДОМ? Јанко, што ме натера да се активирам во ГДОМ? Ја ти кажав и пред ова кога почнавме. Јас не сум толку активен, одам по потреба. ГДОМ го подразбирам како едно движење, Јанко, кое сака да ја одбрани Македонија од она што се случува. Не да ја одбрани со некаква сила, со тепање или не знам со што, него да ја одбрани со умот, бидејќи секогаш мене ми се допаѓаат луѓето кои настапуваат таму, бидејќи шират љубов, шират позитивна енергија. Во принцип, никогаш тие не повикале на нивните собири народот да се дигне, да руши, да урива, да се тепа, да ги мрази другите, не знам, да ги оништожува другите и така натаму, да ги девалвира. Нигдека во нивните настапи не слушнав лоши зборови за другите, како што впрочем овие другите прават. Нигдека не чув некои деструктивни делувања, нигдека не. Тоа се позитивни работи и секој позитивен човек ги сака тие работи. Пред малку ми рече дека сум нели многу траурен во поглед на она што ми се случувало во животот, да. Но како човек да биде рамнодушен спрема сето тоа. Секој нормален би требало нели да влезе во некаква таква организација, да речем. Не е тоа организација, тоа е повеќе собирање на луѓето за да можат да изнесат некакви ставови пред широките граѓански маси, кои пак ги има во многу голем број и ги посетуваат овие собери и задоволни доаѓаат, задоволни си одат.
Опозицијата обично ве обвинува дека сте платени, дека владата ве координира, дека партијата не сака да прифати дека вие со свој ум и со своја волја и слободно, по слободно убедување тоа го правите. Па добро, опозицијата не само за нас вели дека сме платени, вели и за тебе дека си бил платен, за Миленко дека бил платен, дека Мирка Велиновска била платена и дека Латас бил платен, дека телевизиите биле, не знам, платени, све е платено, кое не им оди нив во прилог. Ако нивното деструктивно делување зависи од неколку луѓе во ГДОМ кои не лишират позитивна енергија и ако зависи од Јанко, ако зависи од Латас, не знам, од Миленко и од Мирка, тогаш нека се запрашаат тие што е проблемот во нив. Значи, тројца, четворица луѓе како новинари кои даваат некаков тон, реална слика на случувањата кои ни се случуваат овде, наспроти неколку луѓе во ГДОМ кои пак од друга страна заговараат и вистина, заговараат избори, заговараат излез од криза, заговараат да се престане со ова, заговараат помирување, национално помирување, заговараат исти гледишта во поглед на држава, во поглед на знаме, во поглед на идентитет, во поглед на она што сме ние. Нигдека тие не им рекле на другите вакви сте или онакви сте. И сега, ако нивната деструктивно дејствување не им успева, тогаш тие се служат, нели, со овие зборови. Еве, како да кажам, не знам, имаме многу примери такви. Тие се така воспитани, тие така разговараат, тие не знаат поинаку да разговараат. Јас лично живеам под кирија. Никој мене не ми платил ништо за да дојдам овде во емисија или да отидам во ГДОМ или не знам што да зборувам позитивно за оваа власт. Ако одиме по таа логика на нештата, тие велат дека оваа власт била режим, така? Така. Сега ајде да зборуваме со јазикот на Шекспир. Брут вели дека, нели, Цезар бил властолюбив. Така. Ама Марк Антони му вика, овој ја наполни државната каса. Тоа ли е режим? Вработи луѓе, тоа ли е режим? Браво за Даде според. субвенции, тоа ли е режим? Изгради театри, тоа ли е режим? Изгради патишта, тоа ли е режим? Купи возови, нови, тоа ли е режим? Прави пруги, тоа е режим. Не знам што се, згради се градат, фабрики донесува, тоа е режим. Да одговориме, ама тие велат дека е режим, а тие се многу честни. Пречестни се тие. Не знам како да кажам. Зборуваат за некаква правда, замисли. Вели нема правда, така? Како го дефинираат тоа? Немало правда. Бараат СЈО да биде не знам што, бараат некакви процеси, бараат председателот и него ни ословуваат со председател. Да. Што е грозно. Што е грозно, одвратно. Барем минимум култура, а меѓу нив има луѓе кои завршиле факултети, луѓе кои се издаваат за интелектуалци, луѓе кои се професори на факултети. Председателот го нарекуваат Хорхе. Председателот го нарекуваат случаен, не знам таму како, глупак, не знам што, све има на тој Фејсбук, таму кој ќе прочиташ. Ами ако Фејсбукот беше моќ за да може да сменат власт, до сега тие федерализација ќе правеа во државата. Според она што го читам, ама се од едни исти луѓе. И така натаму. И сега, кога ќе го земеш тоа, немало правда велат, да продолжим реченицата. Бараат не знам, аболиција да се укине, бараат овие да се казнат, бараат да се поведат процеси. А при тоа направија милионска штета на оваа држава, со уривањето, со кршењето, со се, тие да биле тргнати и иземени, да немало правда за нив, да не плаќаат. И не заборавај, Како кога се парадокс. обидоа да го рушат монетарниот систем, која плюс. на луѓето што ги натераа да си ги земат за штедите и изгубија огромни суми пари. Да. Зар они мислат дека народот ќе им го прости тоа, тие луѓе што заради нив Јанко, не е само тоа народот што ќе обид им да се прости. наруши економскиот поредок во земјата. Знаеш како вика Библијата, вели, кога ќе те удрат по едниот образ, заврти го и другиот. Но проблемот јас не го гледам така. Кога ќе те удрат по едниот образ или кога ќе те излажат, тој што те излагал е крив. Кога втор пат ќе те излажат, треба да се подзамислиш. Трет пат веќе нема лажење. 9 години поред. Или 10, колку е? Колку 9 циклуси? Тие заборавија дека, замисли, Јанко, тие се борат, нивна закрила е народот, велат, граѓаните. Така велат. Нели, граѓаните сакале, народот сакал. Кога ќе ги видиме нивните собири, не знам, еве 2000 луѓе имаат. Еве, да речеме, 2000. Што е бе 2000 наспрам 500.000 гласа? Тие дали знаат со тие нивни 2000 луѓе
во кој има такви какви што пред малку ми рече ти дека било траурно, кои пак од друга страна заглавиле со кредити, јас ги вратив, фала Богу, фала му на Господ. Види, работев се и се што за да ги вратам. Оти почитувам институции, почитувам се она што ми е во државата. Институцијата донела заклучок дека Крсте Јовановски е должен, мора да врати. Или да го исплати тоа, тука нема друго чаре. Значи морам да го вратам. Па не знам ни ја поинаку. Сега, некој не почитува институции. Не. За овие за кои зборуваме. Не. За нив не важи ништо. Мислам, никакви државни институции кои пак од друга страна нели се во моменти кога против нив дејствуваат. Тие тогаш биле режимски, тие биле тогаш груевистички, полицајците биле груевистички и така натаму и така натаму и така натаму. Одвратно, такви парадокси невидени, то не можам да разберам. А зошто тогаш тие парадокси кои се толку очебини, зошто тоа поминува? Зошто тоа едноставно... Кај кого поминува? Па не знам, еве, поминува кај меѓународна, поминува кај нивните гласачи. Има и таму нормални тие се луѓе ментори меѓу тоа. меѓународната, затоа поминува. Тие мислиш дека поминува. Тие се сега после употреба баците имаат србите една изрека. Тие ги имаат сега како машичка за да си ги остварат своите цели или пак да видат до ноември, нели, треба да се заврши агендата, бидејќи во ноември ги очекуваат избори таму. Има еден тип кој изгледа ќе им победи, па ќе им сруши се. И тука е проблемот. Не знам еден вака што косата што ја ставал, што прават исто што се ви на BBC и така натаму, ти они нели се демократско општество, па не навиваат ни за еден, па прават едни цели групи, па го уништуваат човекот и така. Ја не знам дали ќе ни биде нас подобро ако тој победи. Но вака како одат работите, ако ги анализираме, ако ги гледаме, тие се иззверени. И тие мора агендата да ја завршат почната од некоја госпожа која вака ги дигаше рацете кога го утепаа човекот таму во Либија. Истиот тој човек кој пак од друга страна побаруваше преку 400 милиарди долари од Германија и од Италија, да не заборавиме. Не. И па на име на нафта или не знам што. Пишува ве, јас читам по нешто, се занимавам и со такви работи. Ја не знам колку е точно, но еве вака од прилика пишува таму и сега ти ќе си го толкуваш на ваков или онаков начин. И сега овие влезени се во некој галиматијас, како се вика, влезени се негдека кај што не знаат кај се и се удараат еден со друг, не знам што прават, те шарени, те СДСМ, те се свиркаат, прво едни барања има, сега други. И замисли сега што бараат. Преодна влада, инаку нема избори. Дали тоа нивното не е, како се вика, фашисоидна идеја, која као малцинство, тие кажуваат дали оваа влада ќе била ваква. Зошто председателот донел такви и такви одлуки? Па замисли ти во Америка, ако сиот плебс или народ се занимава со тоа зошто Америка прави сегде во светот она што го прави. И ако они им кажуваат нив, или ќе има преодна влада, нови избори, или ние знаете што ќе ви направиме. Кој знае што ќе им направат? Еве едни пред месец дена направија еден штрајк уредно најавен, нели, за по повод тоа кај им одат парите од данокот во Америка. Добро. И зошто Америка ги употребува тие пари, не знам, за уништување на држави, на народи и така натаму и така натаму, во тој корпоративен систем, огромен, грозен и така натаму, тие ги затворија за 3 секунди. Го реметеле, замислили, јавниот ред и мир. А овде кај нас, ниеден од овие големи демократи, устата им се лепи кога ќе спомнат Македонија, не спомна, јавно барем, да ги осуди или да им рече: господа од шарените, господа од СДСМ, таму не знам кои се, ова што го правите во државата, што уривате, што рушите, не е добро. Протестирајте, демонстрирајте, но не е добро. Зеле боја и фарба. Колку, 6-7 месеца, колку ова го прават, не знам веќе. Од каде им толку пари за боја? Ти си се запрашал, дигам. Пујма немам, вајде од джебот си ги плаќа. Но, нели ќе бидеше поарно? Ние во мај месец, обично овде во Македонија, имаме еден обичај да белиме дома. Нели пред Велик ден, тука негде, да биде чиста куќата, нели Исус ќе воскресне и така натаму. Имаме некакви традиции во кои веруваме се уште и сите дома фарбаат, белат, варосуваат, нели чистаат, теписи. Нели ќе беше поарно? Со сите таа боја што има, да отидеа барем кај овие за кои они тврдат дека се сиромашни, отепани од Господ, немале пари да живеат и така на, да им ги офарбаа куќите како демонстрација, нели како протест. Нели ќе беше подобро? И мислам дека исто пред камери тоа. Пред камери нормално и со знамиња. Еве ние колку ја сакаме Македонија.
Ова може и не треба да го зборам сега, може и ќе го почнат да го Интересно. прават. Може и ќе почнат да го прават, па ќе придобијат гласачи. Не се секире. Не, сакам да кажам. Не се секире. Мислам, Не се секире. некакви... Знаеш како вика, ѓаволот ни ора ни копа. Замисли, вчера слушам на телевизија, не знам на која беше таму, зборуваат за студенти, зборуваат за УКИМ, зборуваат за... Во УКИМ тие излегле како жив штит и го бранеле УКИМ од изборот, бидејќи според нив немало представник на студентите легален како тие што мислеле. Аман бе, колку сте вие што мислите така? Се преброиле ли тие толку? Пази замисли, излегуваат јавно, протестираат против затворањето или оваа аферата што излезе со професориве кои наплаќале во натура и финансиски голем број од студенти. Тие ги бранат, замисли. Тие ги бранат нив, а го напаѓаат овој, за кој пред малку рековме дека не е режим, нели се согласив со се ова што направил. Може би имало и некоја грешка, може би имало и некои нешта, но тоа се на прсти. Па тие во ниедна емисија, замисли, еве имаат тие топ тема, не знам, 24 канал, не знам. На ниедна емисија, Јанко, одвратно ми е, не знам, не можам да го зборам, на ниедна емисија не дојдоа тие врли стручњаци, економисти, правници, политичари, аналитичари, што знам таму, студенти, професори и така натаму, ниеден од нив не се зафати барем со една тема каде што ќе речеше владата на господинот Груевски направи ова и ова и ова. Ова е добро, но може да биде подобро. Пази, еден збор да речеа дека е добар. Цело време зборуваат за некаква изолираност, за нешто. Дали нив им е од Господ даден они да бидат главни? Дека без нив ништо не било. Они се држат во творната партија која ни го смени името. Кој беше за 2-3 месеца, па после дојдовме до ова дередже. Кој ни го смени знамето. Јас тој го прашав во таа емисија за која спомнат и преска, зашто бе викам вие не демонстриравте кој имаше територијална поделба на Македонија гнасна и ова дередже сега што го правиме? Зашто бе тогаш? Некои прашања не заслужуваат одговор. И баш кога требаше да има референдум, еве и Вујко Сем, или како го вика, ја признава Македонија. Море мајката. Ами нели, признавањето не заслужува одговор. Така би му дошло тоа, така? И ние треба да се радуваме. Не чутете, тука Америка не призна, ма немој. А зашто не призна пред тоа? Цел свет го покори, тешко им било на грците да им кажат, дечки, што правите вие со Македонија? Што е проблемот? 2 милиона луѓе. Ајде, признете таму име. Оти јас знам како преговараат овие. Не преговараат, види да ти кажем нешто, са паракавици ќе стави. Ме тие колат све живот, човече. Ќе ти паркира носот за Готово авиони завршена работа. и ќе помчат да брмчат тие фантомите ние го- и ти сам Ама Јанко, Сам ние ќе го потпишеш. знаеме тоа, Така Јанко. е. Ние го знаеме дека сме немоќни. Така е. Па Се цело согласувам време со тебе, ретко кој го спомнал ова во емисија и ти честитам на храброста дека да Соединетите Американски држави сака вака ќе и рече и Грција Ама- ќе не признаеше до сега без тоа е едната работа, Јанко. Другата работа, знаеш ли Ова си која во е? право. Сега Бар ми ја се мислам случува дека бегалска криза, така наречена, И ќе која се е зголемува. контролирана. А тоа што ќе се зголемува, знаеме. Но не знам доколку ќе се зголемува, бидејќи мислам дека ќе се случуваат после овој Брекзит, тектонски пореметувања во тој геополитички Сакаш и за тоа да простор. зборим? Ќе проговориме малку, Баш. ќе видиме. Ќе ти кажам една анегдота за тоа после, него не е важно, сакав друго. Замисли колку, не знам, во бројка, може ти повеќе знаеш, поминаа бегалци, отидоа во Германија, не знам, во Франција, таму каде, во Австрија. Значи можеме им со милиони да збори. Колку македонци има оде? Јанко? 2 милиона. Заедно со овие другите, оти тие другите не спаѓаат во тие македонци. Они само се шират, имаат Така. право да живеат на секоја територија, македонците немаат право. Така. Оти тие истите кои ни ја призна државата, истовремено ни кажа дека сме мултинационална држава. Така. А тие истите не се. Така. Таму нема мексиканци, нема кинези, нема јапонци, нема кубанци, ништо нема, само американци има. Така? Така. Сега зошто го зборам ова? Значи, што ќе им беше тешко? Значи, од прилика милион требаше да дадеа по 300.000 пасоши Франција, Италија, Германија, Англија, Холандија, Бенелукс, сами ќе се иселени. И сега замисли, кој парадокс? Ни објаснуваат и не држат во нешто, не знам, заобиколени сме некако, па се останавме уште ние македонците, оти црногорците ги и србите, као последни, ама влезени сме во некој меф, во некој стомак, кај што од друга страна види ние НАТО од овек што сакаме ќе ви направиме. Знаете ние колку сме јаки. Вака, знаеш? И ние само мораме да ќутиме, како што ми рече тој колегата во тоа. Ајде сега немај, глеј си дворот ми вика.
Јас не му реков, не ги разбираш овие работи, му реков ти... Марин Бабич се викаш. Знаеш, Ова е дебата нека Симонсон, не? да бе, дебата имав на телевизија, но мислев дека ќе биде таа дебата конструктивна, ама... Што те вика гледај си дворот. Да бе, гледај си дворот, ко почнав за ова да зборувам. Види сега. Јас лично, на пример, затоа и ти кажав, по татко сум од Богомила, значи од Петар Помарсов. По мајка сум од гемиџиите од Којник. По ген не можам да бидам некој друг освен ова што сум. Но еве се случи, сум молчал долго време и сега веќе не можам да молчам, точно заради иднината на моите деца. Точно заради овие деструктивни работи кои ни се случуваат. И врв на сето тоа, Јанко, пред некој ден го слушам големиот амбасадор, вели се ова ќе сработите, Пржински договор и така натаму, но СЈО мора да работи. Тоа е најбажното. Избори ќе има тогаш, нели, кога ќе се договорите. И се јас седам дома и го гледам и викам, нима ли некој да го праша овој човек? СЈО, според анкетите кај нас, има околу 70% од граѓаните во Македонија не го сакаат или не го признаваат, така? 60 и таму не знам колку беше. А наспроти тоа, 40% сакаат избори. Замисли, тој не збори за ова, збори за ова да го почитуваме. Кој парадокс? Невиден парадокс. А ќути за кршењето и за лумпувањето, молчи за све друго што се случува, и тоа му е во интерес, тоа е неговата агенда. А оваа агенда не е негова. Ова е на тие неписмените. Оти пред некој ден го видов и тој, како се вика, едно интервју завчера кога ве... Замисли господинот Унковски, јас кај него дипломирав, почнав кај Љубиша, па изгубив година од марксизам. За 10 глума, марксизам 5. Не сум знаел да мислам. Оти марксизмот нели е поглед на начин на мислење, поглед на свет, ама за тоа требало бројка. Мене доста ми пушти тројка. Не бе, кој тројка мене Димитар Димитров ми предаваше. Мене доста Димовска усредно. Сега, замисли, Јанко, какви парадокси, небулози се случуваат во тој, и ние сите си молчиме. Наспроти сето тоа, овие кршат, лумпуваат. Тој истиот за кој се спомнав, Унковски, вели, дојдоа едни нови, едни никакви, они режираат, ние другите стои. Значи, пази, новите не требало да режираат, тие биле неписмени. Само тие да режирале. Зборам за театрите. Во овој момент, кога, ја не знам точна бројка, ма сигурно се над 100 вработени во овие последни 2 години, за времето нивно никој не беше вработен. Од последни 2 години, преку 100 луѓе млади се вработија, шо драматурзи, глумци, режисери и така натаму, по театрите. За нив има обезбедено плата, меѓу другото. Дел од нив, еден поголем дел, ги гледам фрлаат со боја. Не знам од што се незадоволни. Оти не режираат. Ајде да видиме кој не режира. Немало слобода. Ама не имаат театрите податоци и нека излезат во јавноста да видат колку од овие шарениве режирале, колку не режирале. Ама се борат против криминал и за слобода. Кој криминал бе? Па тој што го слушнале од разговорите од бомбите. За кој бомби? За тие што ми ги фрлили у дворот, за тие ли бомби правиш му? Не, за бомбите што ги објавуваше Заев. Па тие да у двор што му паднаа. Двор што... Тоа знаеш ли како ме влече? Знаеш ли вицот за атомската бомба? Не. Ко прашал овој албанецот. Колку пари бе вика една атомска бомба? Многу пари вика. Колку бе? 100 милиарди долари. Што не падна една у двор бе? Тоа така ми личи малку. Не разбираш? Знаеш, види сега, разговори, не можам да се начудам. Незаконски стекнати разговори. Така пише. Така. Врз основа на тие, И то монтира. една господја која се вика специјална обвинителка требало да направи процес. За кого? За луѓето кои се внатре апострофирани. Такви какви се, со гласови нивни, монтирани или се. Не, све едно тоа има суд за тоа што кој како ќе докажува. И сега, за врвот на глупоста да биде поголем, таа истата господја специјална јавна обвинителка се појавува на телевизија, замисли Јанко, и зборува просто проширена реченица содржи негде 6 до 7 збора. Таа од 6 до 7 збора 9 пати рече значи. Јас имав една професорка во средно образование, завршив средно економско, се викаше Виолета Органџиева, директен потомок на луѓето кои ја имаа фабриката за масло во Велес, Благој Ѓорев. Нејзиниот татко и чичко ја држеа и таа ми предаваше македонски јазик. Ако во составот напишеш, да речеме, представува 3 пати,
имаш кец. Не смееш да ми повториш. Значи немаш фонд на зборови. Да. Не си елоквентен. А штом не си елоквентен, извини, ќе полагаш. Да, во право си истото правило. Кога пишувам колумна, прво гледам да не ми се повтори збор два пати. Ако користам некоја придавка со која ќе и сега, пази, таа жена, откако свати дека некако тешко и води вербалниот начин на соопштување на нештата, бидејќи недоволно па барата со она што и го наредуваат овие вака и вака, ги пушти овие две едни фини моми да објаснуваат едната малку и на бандаш удара, али не е важно. Па они па да почнат фино вака да разговараат и да ни кажуваат какви све обвиненија не спремале, знаеш. И ние треба сите да паднеме у несвес. Замисли, тие обвиненија се однесуваат на 500.000 гласачи. Не на тие што се спомнати во разговорите. И бараат, пази, да бараат поддршка од истите, Јанко. Ти како можеш да го разбереш тоа? И вика, народот не ќел, ја сам мразела оваа власт, народот не ќе да чуе, мислам, кој народ, за кој граѓани зборуваме. Сега слушнав една тешка глупост, не знам, на 24 канал, не знам ни која е госпожата, реченицата вака од прилика ќе гласи, ќе ја парафразирам. Господјата Поп Стефанија, судијка, имала само 5 годишно искуство, доаѓала од Неготино, од неа го чув, појма неам јас, доаѓала од Неготино и од тие 5 години искуство овдека 2 пати раѓала, тоа значи дека околу 3 години, дали и 3 години имала искуство. Па таа не била судика, па таа не знаела. Замисли, за Поп Стефанија, нели сакаа да ја тргнат, демек да се... Да, знам. А пази од друга страна што И стега и кривична пријава, така, супер бе, да. А од друга страна, Јанко, оваа госпожата што имала 6 просекли, колку беше, и што од 7 збора 7 пати или 8 вика значи, она е одлична. Парадокс не виден. Види, таа се издава за адвокати се јавуваат. Кажуваат како било ова за нигде. Адвокати, да не ги редам по име, ги знаете, кои се стално се дежурни на емисиите. И тие адвокати, сите случаи ги водат. Нафатирани се со полно пари. Не, режим било ова, не чинело. Значи, тие интимно се надеваат, ако имаат судски испит положено, па некои судии ќе станат после. Или некои обвинители, или нешто слично. Тие се бунат за 15.000 денари плата што имале работнициве Груевски што ги викнал фабриките, а не се бунат и нити демонстрират за 3.000 евра плата на госпоживе. Не. Знаеш ли колку е 3.000 евра? Знам. А тој еден што беше со мене во емисија кажуваше, ја не знам, не сум пресметал, можда има тие статистики, 32.000 била кошничката. Ајде бе. Како? 32.000 била потрошувачката кошничка, не знам ја. На граѓанинот. Да. А и сега, пази, на прашање, нели Ова има 300.000. Не, на прашање кај Васко Ефтов го прашува овој таму еден од тие левици, не знам како се вика. Нели ви е криво што зимаат овие 3.000 евра, а вие шкртите немате пари, голтари? Не, вика, тој ни треба и повеќе да зимаат, одговорот. Зашто? Они со тешки криминали се занимавале. Замисли, требало да го судат Груевски или Милјан Јанакиевски или Гордана Јанакуловска или не знам кој се е таму замешан, да ги судат и тоа било многу тежок криминал, може да ги отепа некој. Абе тие Господ ги отепал, са ние ќе ги тепаме. Мислам, близко до умот е, Јанко. Не знам како да ти кажам. Еве ти си со дом. Говореше Не, јас вака сум многу поинаков во емисија. Таму зборувам нешто друго, ако нели ме повикаат. За друго зборам. Не, во ред си со. Овде како факти ги споредувам. Само да издишам малце ова со бандажов. Многу те на пушти реклами. Не речи 2 пати ќе те сечам со реклами жити. Имаш среќа. Немаме вест, така што можеме да цепаме со. А и за бомбата ти се допадна, осеќам. Не, из бомбата супер, али со бандажов. Ми е страв да те подпрашам. Символиката. Не ме подпрашувај, молим те. Се ти е јасно, не си од вчера и во 103 беше ти. Имаш еден багаж вака, дури малку. Слушай, се гледа дека си носел. Да се насмееме малку. Нели смењето е здраво, така викаме ние у театар комедија. Вака. Од една страна, вашата реторика на смиреност, на позитивна енергија во ГДОМ. Од друга страна, кај дел од јавноста има, па еве, и овие што протестираат. Предпоставувам.
Барем тоа се некои од луѓето што се јавуваат кај мене во емисија. Претпоставам. Абе, до кога ќе го толерираме ова? Ја, например, имав големи До реакции. ноември. Големи реакции, например, во емисијава, јавно го искритикував министерот за внатрешни работи, што он многу лично го свати и имав реакции овдека, бев искаран и така натаму. Со право, но мене не ми беше поентата него да го критикувам. Знаеш, кога... Да се дојде до некој... Поента? Да. Добро, сега... Вицои за полицајци не се измислени. Не. Сакам да кажам, кога пуштам клип, каде што фрлаат боја врз полицајци, Да. као не баре да се инсектоиди донесени од друга планета, па не се дел од овој род, а камоли дека се македонци или дека, знаеш, оне, постои една 5 degree, има една теза дека сите сме поврзани преку 5 луѓе на целава планета. Значи, можеш 5 луѓе да најдеш со било кој човек да се знаеш. Дали е тоа Бил Гейтс, Алберт Ајнштајн, Так. што бил и што не бил. А камоли во нашава Македонија. И мене ми е жал кога ќе ги видам тие наши деца, кои по службена должност мора да стои да штити објект. И сега поставен е таму, нити го штити објектот, нити смее да реагира, а понижуван, фрлан со боја, па дури и напаѓани. Па би свеѓало каде е? А нема прислушкувани разговори, затоа и не е во надлежност не. И тоа не влие врз изборите. И па истото го прават сега. Вели господинот Пишев само ова. Ми даде трамплин, извини Јанко. Господинот Пишев од Струмица објавува сега податоци, нели, за превозот во Струмица. За превозот. Клитерол. 3 пати поскапо. И се тргни го ме настрана. Тоа е дека 3 пати поскапо пишува во документ. Ама Друго далеко сакам е да ти кажам. Струмица е далеко. Да. Такси возев таму, јас знам цените колку се. Види да ти кажам, кога ги прашале сејало за да почнат случај за ова, нели, како се вика, тие ненадлежни биле. Тоа не било дел од незаконски стекнатите разговори. Ами ако се незаконски стекнати, тие и не се ни официјални докази да може да се суди некој. Но како и да е. А таму за Шалевски? Не, сега Пишев може ли да им ги објави тие како бомби, па да бидат незаконски стекнати, па да им ги даде за да поведат случај? Добра идеја. Нели? Добра идеја. Сите такви треба да се објавуваат. Добра идеја. Како незаконски стекнати, и ние бомби да објавиме, да? Ајдете. Па ти најдобро. Човекот пази и кој Ама ќе бидеме како нив. Јанко бе, со што се служат, човече. Секој, дали си приметил? А знам дека имаш приметено, бидејќи ја се занимаваш со ова. Секој кој ќе излезе во јавност, еве сега после за мене ќе имало, ама затоа јас им кажав кој сум. Сум бил должен, немам други, нит сум бил нешто друго за они, но како и да е. Пази, за Пишев, он излегува во јавност, кажува нешто и овие нивните крекачи зборуваат како Пишев имал бугарски пасош, како Пишев имал 3 милиони евра хотел во Бугарија или не знам што имал, како Пишев било, а како Пишев бил тоа. Господине, овде имам документи кај што пише дека ти 3 пати поскапо си наплаќал превоз. За тоа треба да дискутираме. Кој е Јанко во приватен живот или Крсте или Пишев? Што тоа е важно? Ама тоа е истото во Америка. А кажеш нешто гласно, одма ти вадат кој со кој бил, како бил. Тој е проверен систем. Значи ќе го девалвираме човекот, неговата личност, за да не му веруваат другите. Они не разбираат дека тоа време помина. А и овие другите. Во Америка само 8% од луѓето се излезени надвор од држава. Другите се внатре. Поима немаат у светот што се случува. Ние, за разлика од нив, може да и помангупи сме. Ние па знаеме во светот што се случува. Дали се создава гнев заради нереакциите и дозволувањето? Еве сам спомна, како би реагирало полицијата, државата, кога ова би се случило во Франција, во Италија, во Германија, во Бугарија, во било која друга земја, да не спомнуваме Соединените Американски држави. Потсетам само. Еве ти кажав за случајот пред непол месец. Ги затворија луѓето. Добро. Дали ти памтиш во една ноќ кога во Њујорк испотепа 1500 црнци? Има десетина години или повеќе. Тоа е Родни Кинг случајот кога го претепа и кога се запали цел Лос Анџелес. Во Џорџија ден денес го прават. Во Америка да фрлиш боја и тоа не те повредува боја. Не дај Боже бекатон плочка на полицаец метак у челот и слегува. Во Америка ако почнеш да лумпуваш и да кршиш државен имот или институции, завршено е со тебе. Овде уште ние немаме водени топови, немаме гумени курш, полицајците само стојат жалбите. И во Франција, треба ли во така? Белгија. Треба ли така? Ама тоа е нивната цел, да почне полицијата така да действува и они да направат агресија и да речат ние сега сме господари овде.
А Таа е целта, Јанко. сметаш ли тогаш дека треба да се продолжи вака со оваа Не, тактика? они ќе продолжат, што и да се- полицијата, државата, од друга страна со овој пацифистички пристап. Како да ти кажам? Ако Не знам, мене твое ме- мислење, ако ме како прашаш обичен мене граѓанин. Како човек, а јас ти Како кажам човек. кој сум, јас на пример не би го толерирал тоа како крсте. Кога би бил ти министер за внатрешни кога би бил работи, министер за внатрешни работи би ја гледал и интересот би го гледал на држава. Значи како ние ќе можеме? Од истото се случуваше во Косово, па дојдоа србите до ова што дојдоа. И така натаму, но таму не беше само Косово прашање, таму се рудници за јаглен, таму е Трепча, таму многу нешто се таму прашање. значи во секој случај можеме да заклучиме дека иако многу од граѓаните бараат да се интервенира, да се заштити јавното добро, да не се дозволуваат вакви вандализми, сепак подобро е вака, одошто сценариото Б кој они го посакуваат да го Па направат. види, они го знаат тоа, така се советувани и затоа тоа го прават. Во оној момент кога ќе престане или тоа лудило или таа еуфорија, они ќе се повлечат бидејќи тие во принцип се плашливи луѓе, Јанко. Не се иззверени. Оти ти, како да ти кажам, читам кај тој господинот Тунковски, многу го почитува бе. Ова ли беше метафората на диво место која правеше представата, на ледво место. Замисли, он бил многу добро пречекан во Солун. Многу ме интересира на како се представуваше од таму, што разговор водеа со грците, многу го почитувале. Нас не почитуваат, ама него многу. Но ние друго, ние сме стоки. Вели, ние, добро е овие, вика, што го направија ова триумфалната капија, и таа триумфална капија сега станала символ за протестирам. Замисли ВМРО ни еден споменик да не направија. Кај ќе се збираа што ќе им беше символот? Што ќе фарба? Ни појма немам, ајде, не знам, стварно, хипотетично. Знаеш дека И во таа знаеш хипотетика... дека до порано, пред да почне ова, дека сите министерства беа во згради не државни, туку под кирија на луѓе од Знам, јас СДСМ. го знам. И сега кога Кој овие... земаа и по 100.000 Знам. евра годишно кирија на име на кирија. Знам, Јанко, за жал. Се заборавија тие работи малку. Не знам, многу работи треба да се зборуваат околу таа тема. Стварно не ми е сватливо зошто ги рушат тие споменици, зошто кршат, зошто лупуваат. Стварно не можам да разберам какви луѓе се тие. Како човек да им навлезе во нивната психологија на живење. Ја мислам дека оваа власт сега, што се им да им даде, од што ли се да се откаже, тие ќе бараат се повеќе и повеќе. Знаеш ли зошто? Затоа што немаат идеја. Тие не се способни. Ти не знаат што бараат. Ти реков, тие се само некаква маша за да се разгорува огинот. А како гледаш на ова што идат и во Белград да протестираат? Па и тоа е дел од оваа машинерија која се случува. Па и во Хрватска што се случува? Ти памтиш Грабарич Колинда беше овде кај нас, се врати во Хрватска и проговори против амбасадорите. Да Странски. не се мешаат. И што и направија? Вториот ден и осамна во весниците парите што ги перела во за изборите и така натаму и заќуте девојчето. Многу ми е криво заради тоа. Сега па и извадија дека со Борут Пахор била вака гушната. Не знам, може не си го видел, треба да го видиш. Па, види, кој збори за таква атрактивна жена, Не, бе, убава тоа- години и зошто да не? Владат свики Така луѓето прават што сакаат. И падна владата и во Хрватска, знам, Јанко. знам. Во Босна слушаш. А овие големиве моралисти, што да ти кажам? Да. Секоја можна сексуална перверзија ја направија мејнстрим, они ќе зборат за туѓ морал. Не знам докаде е ова. Сметаш ли луѓе. дека ќе им успее ова? Велиш дека до ноември е целава приказна? Па до ноември ние треба да издржиме. После ноември ќе биде друга песна. Што ако не издржиме? Мислам дека имаме доволно сила и моќ да издржиме. Мислам дека тие меѓународни заедници овде, без разлика колку се измачкани, премачкани, намачкани, така натаму и така мокни, нема да си дозволат толку лесно да направат нешто повеќе од ова. Сепак знаат дека дека се они светски шериф, ама исто така знаат дека негдека, а јас би сакал тоа да е Македонија, би сакал да рече доста вашето светско шерифување. Иако сме малку, иако знаеме дека ќе не згазите и ќе не снема за 3 секунди со една бомба, но ние велиме не
Со тоа ги екипираме или ги мобилизираме сите држави во светот. Кажете им не на овие луѓе. До овде можете, ќе ни бидете гости, ве почитуваме, ве сакаме, ве љубиме, не знам што. Но кога ќе почнеш дома да ми спиеш со жената, јас, извини, пријател, не може. Дали ме разбираш, Јанко, што зборувам сега? Таму е работата да се оди. Оти тие се додека им дозволуваш ова да го прават, тие ќе си го прават. Замисли една госпожа, млада една девојка на телевизија, вика, абе, тоа е одвратно да ги слушаш, бе, Јанкове. Оваа држава била за нигде. Во оваа држава, замисли, тие што биле членови на ЛГБТ не можеле да си направат бракови. И затоа морале да бегаат надвор од државата. Јанко, мој мајко, да плачеш. Па што не почнат мажите деца да раѓаат ако е така? Па си направат брачна заедница, што треба. Ама Господ така не остави. Имаат еден министер таму, заменик, шо беше? Нон-стоп, само вади некои документи, те за јазлеста кожа, те за имот, те за земјиште, те не знам за субвенции на овие давале на тие. Ништо друго не покажа. Дај ми идеја. Заев го читам за Слободна Европа. 30.000 ќе била минимална плата. Каде? Во Македонија? Па јас баш би сакал во фирмата негова да идам 30.000 и да му речем алал да ти почнеме. Одме и да ме ја. Така? Направи ја. Да барам спонзорство. Направи ја. Ајварче, Така? грабче. Замисли бе, 30.000. Па друго. Бараат пари, сите вриштат, пиштат. Македонија бе, Јанко, дали си размислувал на таа тема? Ова фино се врти овде. Која држава од овој овдека глобус, Македонија, ја има поробено и цицано, па да имаме резерви на злато, ова нашата македонијичка, за да располагаме и ние вака сега со нешто. Англија, цел свет го. Америка, Германија, Италија, Шпанија, Португалија, Белгија, тој, како го викаш, он идеше од Белгија? Ван Хот. Леополд, 20 милиона. Конго, 12.000 пати поголемо од таа Белгија. Замисли. Холандија, човече, Франција, не знам кој од нив, абе црпеа, грабеа од светот. Кој ден денес во Индија подобро, повеќе англиски зборуваат него индиски. Пакистан и се мешаат сегдека. Влегоа во Иран или не во Ирак. Имало хемиско оружје, па што не влезат во Северна Кореја и таму имаат. Што не влезат во Кина и таму имаат. Не е баш вака едноставно. А во Украина можеме. Јанкове, смешно е. Кралицата мајка можела, и тој податок сега го дознав, не можам да се начудам. 15 држави од Комонвелтот преку ноќ, ако и текнело утре ќе ги смени премиерите. Ќе ми го земе подписот, тоа не е главно. Ово не су го знам. Па сега скоро го прочитав и јас не го знаев. Она немала лична карта, немала банкомат, немала, сега било за неа дозволено. Кралицата мајка оти не е таму во прашање Камерон што ќе каже. Кралицата мајка што ќе каже, а Камерон само ќе изврши, иако си е во став. Бидејќи она не може да има, бидејќи она е олицетворен символ на земјата, на Англија, на Обединетото кралство. Они немаат таму пакистанци и индијци, мал број се, нели? Не можеш да им дадеш пасош и лична карта и ATM. Но не можат да бараат таму територија овие за кои зборувам се. Не знам. Забрането им е. Забрането. Да. А овие кај нас може. Сега Западна Македонија се појави еден со едно капче, еден ко карикатура, тој не знам што е таму. Вели, со Заев ние разговаравме. Па што си разговаравме, баш вака, се арогантно едно суштество вика разговаравме за федерализација. Јас сум одамна за федерализација. Заев, ама него те мантира. Ама ој него те мантираше тоа, замисли. Абе нели е лидер на опозиција? За државата негова се работи. Вистината на Македонија вели. Ајде да разговараме за федерализација. Јанко, ова сега што го зборувам, малку го зборувам, верувам и со емоција. Стварно не можам да издржам и ова се надевам дека гледачите што ќе ме гледаат вечерва ќе си ја чукнат главата или ќе го стават прстот вака на чело и ќе размислат што се случува во онаа негова држава, во нашава држава. Кој што се мисли. Замисли, јас нити пари некој ми дал, под кирија живеам, жена ми во Тинекс ја вработив откако дојдов овде во Скопје, син ми не работи, ќерка ми е некаков надворешен соработник, хонорарец. Немам јас друг приход освен тој што го имам од плата, нели? Живеам најнормално како и сите што живеат.
се грижам за семејството онолку колку можам. Не можам да си приуштам задоволство да одам во Грција секој викенд. Не можам да си приуштам задоволство да носам не знам какви патики или не знам каква облека со марки со ова, тие кои се сиромашни, утепани, што го креват во името на народ, што зборуваат. Знаеш која е метафората? Не можам тоа да го направам, но ова што го имам овде, вербално можам да го соопштам. Сето ова што го зборувам, верувам ми, произлезено е од мојата човечка душа. Не можам да поднесам да ги гледам повеќе како се фалат. Па таму на тоа топ тема, тој Чомовски. Јас го... Верувам ми, мислев едно време дека и го бива човекот. А замисливе, една пофалба да немаше за се ова што го направи влада. Абе, 9 колку години е, 10, не знам. Абе, една пофалба да немаше. 100 млади луѓе во театрите вработија. И тоа не го фали. Театри се изградија. И тоа. Вчера бев на промоција во Кисела вода, Јанко. Културниот дом. Културниот дом, Алалди, на мојата колешка од некое старо кино. Она го вети овдека во моја емисија и беше неверојатно, ама рече ќе се заложам. Многу брзо го направи. За културен дом и да кино. одиш да го видиш. Прекрасен е. 170 седишта. Го обнови. И сега да го прашам господинот Јак, тој еден Жерновски, што излегува на телевизија, кажува нешто. Убав е, фин, симпатичен, има 1,90 м колку е. Па што не направи театар за деца и младинци? Кукаат луѓето. Баш и директорот го неќе таму. Не им бил по кеф директорот. Што не им направи театар? Ај по една цигара. Може бе, како не? Може? Може како не се може. Ајде води. Да одмориме малку. Да одмориме. Многу теми. Не, морам плата да извадам. Пуштај рекламу. Чао. Доби инструкции? Ти префрлија пари? Ајде, признај, кој ти се јави сега? Признај! Кој ти се јави? Не можам да стартувам. Еден мој драг пријател од Струмица ми се јави и те поздрави многу во името на Тихо Спировски. Еден шивач кој многу добри беа пријатели. Тихомир Спировски младичот. Да, ма беа многу добри пријатели со него. Ово е исто еден вореден шивач. Напразно тој човек мене. Напротив, позитивно ти го спомнам. Овој што те поздрави сега е многу добар пријател, беше исто како и ти со него. Каков човек беше младичот. За жал. Спомна дека сакаш еден ден да ја чуеш Македонија, која ќе се прекипе лончето, која ќе се претера во сето она што меѓународниот фактор, дури ми се чини понекогаш и без знаење од своите матични земји, овде што го прават и на како вулгарен начин тоа го прават, што го прават. И ќе рече, доста е, крај, после ова нема понатаму. И да видиме пример во светот. Ја денови видов таков пример. Тоа беше Исланд. Да. Репрезентација на шивачи, репрезентација на заболекари, репрезентација... Јас се извинувам, еден голем поздрав и до македонската фудбалска репрезентација составена од професионалци, наспроти овие од земјава со 300.000, која со полуаматери успеа да направи... 300.000 рече? 300.000. Тие рекоа, знаеш што рекоа на банкрот кога беа? Иш да ве нема. Тие беа единствени. На кого рекоа? На Европската унија, на банкарите, на тие што сакаа да... Дали во банкрот ја донесоа? Срамно. Само 300.000. Читам јас на Фейсбук... Затоа што имаа политичари кои се многу свесни... Имено, читам на Фейсбук некакви разни лајци кои кажуваат, еве 300.000, колку се, ние сме колку, па нас не бивало, нив ги бивало. Не, тие луѓе се само единствени. Тоа го зборував преска кога реков дека треба каптажа на умот да се направи во поглед на овие 3-4 основни работи за она кои сме. Имено што сакам да ти кажам, Јанко. Јас во оваа твоја емисија кај што ми рече дека е траурно, јас напротив мислам дека не е. Свесно се разголев и се надевам дека сите овие од шарената, не можам веќе да кажувам колку глупости прават и колку небулози и колку парадокси све имаат. Тоа е таква една багра збирштина собрана таму, ми е одвратно да зборувам за тоа. Значи би сакал исто во некоја емисија, па макар во наимните телевизии, да се разголат вака, да се сретнеме негде кај пататетет, вака у 4 очи да си поразговараме малку. Али прво да се разгола, нели? Оти кога ќе се разголи човек, станува нормален. Во оној момент кога ќе престане багажот кој ќе го фрли од себе, нели, ќе се ослободи. Затоа е, нели, бањање и така натаму. Тоа е едната работа. Втора работа, сакав да поразговараме малку за она што е ВМРО, за она што луѓето го напаѓаат сега ВМРО, за она што
им сметаат тие 500.000 гласачи, им сметаат патриотите во Македонија, кои не се од кај нив, нели? И се прават за да дојдат кај нив, да зборуваат. Колку тие повеќе зборуваат ова што го прават и со нивните зборови, толку помалку имаат публика, луѓе и така натаму. Само едно да кажем, брат. Американците многу добро ја знаат таа психологија. Тие го утепаа Мартин Лутер Кинг и се излага. Да го оставеа жив, поарно ќе беше. Француската буржуарска револуција попаметно од нив излезе. Наполеон Бонапарт не го утепаа, Јанко. Го оставија таму жив, откако тие се разотепаа таму што се направија, па го вратија назад, кобајаги, за да после го вратат па вамо. Значи им требаше. Така, суксесивно дел по дел. А Маркиз де Сад знаеш кај заврши. Затоа се вика садомазохизам и така натаму како се вика. Видите сега, Јанко, што сакам да ти кажам. Тие сакаат Груевски да го нема. И мислат дека кога ќе го снема Груевски, ќе ја снема ВМРО. Многу голема грешка се, Јанко. Знаеш зашто? Затоа што Груевски, ваков каков што е сега, во овој момент, не е повеќе личност. Кога бил Конфуција кај Лао Це, едно време, кога се вратил кај учениците, кога го прашале, кажи ни, учителе, што видов? Видов, вика, еден орел како лета горе. И друго ништо. Груевски е веќе многу горе. Во Груевски сега се отелотворени повеќе од 500.000 гласачи. Тоа не може да го убијат они. Еве и да ги тргнат со судевење, со се. Грешка им е сад. Безсмртен е веќе. Значи, сакам да кажам дека Груевски не е толку дека го величам, но во мој момент тоа е идеја. А идејата обстанува, идејата стои. Од формирањето на ВМРО и на се она што се случува, идејата за слободна Македонија. Гемиджиите што го правеа ова таму, го правеа од идеја, така? А ти штом ќе задреш во идејата, кај еден народ, ваков, напатен, измачен, голема грешка правиш. Јас ги поимам така работите. Не можеш ти да убиеш идеја, не можеш да сотреш идеја. Тоа можеш да го направиш ако сиот народ го сотреш. А потполно да го нема. И да останат само овие државотворци, кои пак од друга страна велат дека од тука од Македонија така се образувале, ќе дејствувале во светот. Светот плаче за нас македонците, едва и не чека да отидеме да им го смениме менталитетот на луѓето, ти многу сме биле вредни. Дали ти е сега јасно кога ова го кажа зошто е поставено СЈО? Па имено. Само со една цел. Да се најде начин да се уапси Груевски и на таков начин да се уништи голема грешка. Да се уништи ВМРО и да се уништи идејата за Македонија. Тие од СЈО, Јанко, се многу ситни да го... Мислиш ли дали некој искрено верува дека таа идеја може да ја сотре, бидејќи Груевски е спремен сам пред зид да застане и да им рече стрелајте. Уште помоќен ќе биде. И уште помоќен ќе биде. Знаеш зашто? Затоа што нема да отиде во иглени уши. Нема. Секои 5 минути ќе го спомнуваме. Најмалку 500.000 гласачи секои 5 минути ќе го спомнуваат името негово. И то не може да умре. СЈО е политички измислена институција. Предлогот сигурно дошол од страна на Вујко Сем, подпран со еден од Естонија, како му беше името овој? Не го паметам. Океј. Не е важно. Орав. И уште некои таму други. Во договор, заедно со овие кои на копче работат таму, и ова човеков што сакал вистината за Македонија да ни ја каже, ја урива, ја руши, ја уништува, вистината за Македонија. Кој бе? Заев, за да смислат специјално јавно обвинителство кое ќе ги превземе случаите на незаконски стекнати разговори и така натаму, за да може да ги суди овие, за да ја тргнат оваа власт, овие без избори да дојдат на власт, што е малку глупаво. Од друга страна, во таа емисија спомнав, Сноуден и Асанж ги бркаат да ги фатат, да ги уништат, затоа што извадија бомби, ама во која е и Меркел внатре. Да. Хајндал не направи специјално обвинителство за да суди, да и суди на Меркел. Ама кај нас дојде овде да ни каже како специјалното мора да работи. И сега замисли каде е парадоксот. Политичкија одлука донесена, ако е и тоа политика, сакаат овие шарени или не знам какви се, овие во Велес имаше еден израз кој ќе каже каков е овој Шуќмурест. Кој ќе се спомнеше Шуќмурест никаков.
Оти они денес се бели, утре црвени, други ден жолти, па плави, мислам, не знам, зелени, не знам какви. Недефинирани. Ајмо звиждајке уста. Абе, тоа е башка ЕСА. Тоа многу глупости не можам да коментирам, ми беше за парадоксов. Значи, бараат сега тие истите, ова специјално јавно обвинителство, Уставен суд да го признаело. А значи, уште во стартот што бараат, знаат дека не е уставна категорија. Така? Воопшто нема врска со устав тоа. И сега притисок ќе правеле да се признаело. И сега вака една хипотеза да направиме, една хипотетична работа. Шо бива, ево овие што ги набројавме преска, трите дами од Аламо, да излезат со обвинение против едно 5-6 души од оваа опозиција. Мислиш дека ќе бараат овие, оти не знаат денеска се вака, утре се... Мислиш дека ќе бараат од Уставен суд да го признае како уставна категорија ова специјалното јавно обвинителство? Ова е чиста партиска. Во вторник, обично јас викам. Во вторник. Да, во вторник тоа ќе биде. Во вторник. Значи, гледаш ли колку се они ефтини, за да задоволат своји ниски страсти. Зборат кај што ќе стигнат и кога некој ќе им дојде вака, како мене, јас себе ги повикувам кој сака, нека дојде во емисија на која сакаат телевизија. Ќе дискутираме за овие теми. Тоа е второ. А трето сега, Јанко, сакав да ти кажам за тоа Брекзит. Професорот Љубиша Георгиевски, јас кога бев студент, кога ни држеше предавање, што е разликата помеѓу нашиот хумор и англискиот хумор, најблиску за ова Брекзит, ми дојде една анегдота што ја кажуваше тој тогаш. Многу го почитувам него и многу работи памтам од него. Вели еден англичанец си ги продавал на аукција своите 3 ќерки, не можеле да се омажат. Едната имала 25 години, едната имала 30, другата имала 40 години. И сега кажува, тој што ќе ја земе таа што има 25 години, ќе добие во наследство замок и не знам 100.000 фунти таму, не знам. Тој што ќе ја земе таа што има 30 години, ќе добие 2 замока, 500.000 фунти и така натаму. Тој што ќе ја земе таа што има 40 години, море 3 замока, море акции во фабрики, не знам што, не знам 2 милиона фунти у банка и са пауза, никој ништо не збори. И се појавува 2 прстота. Некоја ќерка од 60 години да немате? Дали ти е јасно? Јасно ми. Тоа е едната работа, втора работа околу овие шарени ве зборуваат за ум и за разум. Замисли. Неќе ми имињето да им ги спомнувам. Ум и разум. Држи предавање големиот Ајнштејн, пред малку го спомнати. И оваа анегдота е од професорот Љубиша. Изборува нели на таа. Ова е некој амфитеатар убав, научници од цел свет го слушаат, внимаваат. И откако завршил, седнал тој, бидејќи тој го знае светот овде во мало прстен му е. И повелете, рече, прашајте кој што има да праша. И еден од помладите се залетал. От имаме ние многу млади, паметни се, светот го минувале. Со рушење на собствениот идентитет прво, па после другото. Од тука ќе тргнела револуцијата. И револуција, Господи. Боже. И сега доаѓа еден помлад човек, извинете на гледачите им се извинувам. Вели, професоре. Мене кој ме врти? Не. Ти знам дека ме следиш. Со шего? Професоре? Професоре, вели, мојот здрав разум ми налага да не верувам во ова што вие го говорите сега. Одлично, помлад колега му вели Ајнштејн. Одлично забележување. Само бидете така љубезен и дојдете овде на катедрата, донесете го вашиот здрав разум за да видам дали е стварно здрав. Таа е една малку подлабока ситуација. Тие секогаш треба да одат на доктор да се проверуваат или кај некој посалам човек да ги проверува дали разумот им е здрав, дали се нормални, дали се добри, дали се не знам. Оти ти кога на институција председател ќе кажеш Хорхе, а нивниот тој Му се клања. А се не знам, тој знаеш што зборуваше. Не можам бе човек, па ја и да сакам не можам да стигнам. Тоа е во ред. За аболицијата во глобал и тоа било во ред. За уништувањето на фабриките и тоа било во ред. Ги заборавивме Манубе. Јанко Манубе. 10 години ќутат. Таму има академици од економија, од право, од историја, книжевници, уметници, разни, нели, сите. Што ти кажува тоа? Само малку што ми кажува, само те прашам. Енциклопедија една почна и ме забранија. Рекоа ќе ја заврши. Не знам. Спакуване. Ни еден од нив, во овие последни скоро 2 година и 7-8 месеци,
не се дрзна јавно да проговори за уништувањето на сопствениот народ у војме таму. Си зимаат пари. Од типа ако се дрзнат. И се замисли, имаш еден председател, доскоро е злато. Е злато. Да, на ведната глава сабја не ја сече. Бре мајката. Види Јанко да ти кажам. Имаш еден председател доскоро сега беше, нигде укрпан го немаше врзан. Добро. Пред да го сменат, откако се почнаа да се случуваат овие шарени, не знам какви, недефинирани рековме, тој се појави и во јавноста почна да зборува дека власта требало да отстапи, дека требало нешто да се направи. И пази се, ни помалку ни повеќе. Новоизбраниот, замисли, новоизбраниот председател на МАНУ, го знаеш кој е, нели? Не. Како бе не, министер за финансии беше. Е многу моќен. Па со писмо, па почна да кокетира со Груевски, па да го навредува, па да кажува не, се до аферава со факултетот. Оти и тој бил замешан. Колку прочитавме во овие медиуми, што излегува. 50-50. Е, така да не знам како го вика, ама тој истиот. 50-50. Кумуваше на приватизацијата. Да. Дечките што избегаа од тука или што бегаа, знаеш ли кои се? Не се овие што штрајкуваат. Ти имаат по 300 квадрата стан, Јанко. Така. Барем половината, ја што ги знам. Така. Знам колку пари имаат. Тие дечки се од оние, како што спомна во таа емисија. Овде некогаш беше жена парк, велеа. И овде некогаш беа фабрики, бе. Дали имаше фабрики во Македонија? Како вика Кочо Рацин? Ние имавме фабрики, ние имавме ова, нели? Банки дигнаа палати. Така, имаат едно друштво, се вика Ленка, го крстиле Ленка. Како не им е одвратно. Знаеш што вика за Ленка Кочо Рацин? Кога отишла, си ја оставила кошулата, отишла тутун во Вирџинија да реди и се случило ова што и се случило. И замисли кој парадокс, они Ленка го крстиле тоа движењето нивно. Јанко бе блиску до умоте. Само следи ги и кога ќе дојдат вака на разговор, јас ќе им објаснам сето тоа што значи. Зошто не може да ја уништат оваа идеја? Глеј си дворот. А така ли? Извини, ја немам двор, под кирија сум. Не е мој. Како викаш овој, оваа земја, простете, по која одам е туѓа, не е моја. Ти благодарам за вечерашното запознавање, ти благодарам за инспиративното твое обраќање. Факт е дека со сите гости кои ќе поразговарам на политичката тема, доаѓам само до еден заклучок, една мала тирада за крај, дека било што поинаку да се случуваше на овие провокации, на овој вулгаризам, на овој вандализам, и да реагиравме онака како што секоја нормална правна држава било каде во светот би реагирала, ќе беше само иницијална каписла за еден поширок конфликт во Ќе Македонија. ни ја поделија државата. А тој конфликт, поучени од Балканските војни, никогаш такво нешто не можело само во границите на Македонија да остане. Ке се замешаат и надворешни сили, ке се замешаат и заинтересирани странки. Никогаш не се откажале Србија, Грција, Бугарија, Албанија, никогаш не се од нивните аспирации кон Македонија. На опче ќе реагираат тие за да го направат тоа. И мислиш некој ќе можеше да ги исконтролира во нивната делба. Затоа, ако збориш за Груевски и за ВМРО ДПМН, се едно за кого да спомнеш, мој предлог е, кога ова ќе се расчисти, да бидат предложени за Нобелова награда за мир, да им се даде. Малку Затоа повеќе. што со ова однесување превенираат широк светски конфликт. Знаеме што доведе Балканските војни. Знаеме колку крвави беа. Затоа сметам дека колку и да не ми чини и да сакам законот да биде спроведен, подобро е фасада офарбана, одошто било која жртва на улица. Така е, Јанко. Ти благодарам уште еднаш, а наскоро ти доаѓам на гости да те видам на На даските. представа дека сум смешен. Да, да, Нели примети сега колку се смееше? Два вица ти кажав се смееш. ме спушти на бандаж. Така. Благодарам до гледачите и јас. Се надевам дека ќе ме видите и на друго место, па можеби пака Јанко, ќе подискутираме на оваа тема. Како викаше големиот наш Војдан Чернодвински, јас ништо не направив, јас само ја опишав македонската крвава историја. Ако некој нашол задоволство во моите дела во ред, ако не, тоа е работа на критичарите. Пријатна ноќ, добра ви ноќ и Бог да е со нас.